prašanje jamači ova nacija. Kakva je ova situacija? Дами и господа, едно прашање ја мачи оваа нација. Каква е оваа ситуација? Дали новинарите се навистина слободни? Или се слободни единствено да го напишат и да го кажат слободно она што ќе им се нареди? Апсолутно на сцена имаме едно буквално затупување на народот. Од најлажни серии се затапува, се вриѓа основниот, елементарниот интелект на секој граѓанин на оваа држава. Се убедуваат дека живеат подобро дури и од швајцарците, дека им е подобро и од германците. А ако ги прашате каде би сакале да живеат, што мислите каде би сакале? Во Германија, Швајцарија или во Македонија? Јас искрено не знам, ама ќе ги прашаме. Мене ми е добро, јас си гледам секој вечер Сител. Многу пати ми иритираат, искрено да ви кажам. Ме иритираат вестите. Што? Пристрасни се малку. На кај каде? На кај врвот. Повише Алфа. Повеќе Алфа? А помалку Сител имате? Уопште Сител не. Јас гледам како сам за себе, не гледам тоа што ќе ми кажат. Затоа што го чувствуваме она што е вистината. Вистината, секој се знае за себе. А што е вистината? Вистината дека не е јавно на повеќето граѓани во Македонија. Прашање едно може? Не? Не. Зошто? Добра. Добра. Здрава. Зошто? Unique. Најмногу се плашат од висината, од јасно искажан став и противење на нивната политика. Тоа е нивниот став. И во таа битка тие ќе ги користат сите дозволени и недозволени средства. Ќе измислуваат, ќе фабрикуваат, ќе лажат, ќе прогласуваат за странски платеници, за домашни кодоши, ќе ги прогласуваат за противници на народот. Тоа е нивниот начин на пресметка со сите оние кои не мислат како нив. Сафет Бишевец, за бриф мака ти благодарам од се срца. И јас тебе. И натаму истото прашање ја мачи оваа нација. Kakva je ova situacija? 24 декември 2012 година, понеделник. Многу ми навелат дека тоа беше црниот понеделник во 2012 година. Црн понеделник за луѓето во собранието. Црн понеделник за луѓето пред собранието. Белјановски за 24 март ги распиша локалните избори. Со Тито Петковски зборуваме за случувањата во собранието, за 24 декември како црн понеделник и за распишувањето на локалните избори на 24 март. Дали истиот датум може би носи некаква тајна порака? Не сум можел да претпоставам дека ќе го доживеам тоа. Ќе доживеам најсрамен чин на македонската демократија и би рекол денот кога македонскиот храм на демократијата е претворен македонски срам на демократијата, да можат во исти еден момент да бидат исфрлени пратеници на опозицијата и новинари, нешто што треба да се случи тајно, страшно нешто, јавноста да не дознае, да нема ни слика, ни глас, нешто за што власта очигледно подолго време го подготвувала тоа. Значи, кога една влада, еден лидер на политичка партија кој што одлучува денес за клучните работи во државата, ќе посегне по исфрлањето на конститутивниот дел на парламентарната демократија, значи опозицијата, може да мислите дека и новинарите, само тоа може да се случи во мрачни режими, може да претпоставите дека тој човек е подготвен на се. И во моментот дури се случуваше одна грозна слика внатре, кога новинарите се турка од галеријата да излезат. Јас мислев сепак ќе му текне во минут до 12, во последен момент, дека ја поминал црвената линија, дека веќе влегува во нешто од кое што нема назад, нема да посегне нас пратениците да ни исфрли од собраниската сала. Но истиот момент ми светна идејата, ако тој веќе не ни ги даде картичките, за да можеме да седнеме на своји места како што им ги даде на пратениците од парламентарното мнозинство, веќе ми светна во главата дека најцрното можно сценарио е на повидок. И
тој беше свесен, ако нам ги поделеше картичките, ние можевме и понатаму да обструираме донесувањето на буџетот, седајќи на начин на кој што, да речеме, 2003 година беше донесен буџетот, кој Лјупчо Јордановски беше председател на Собранието. Да, тогаш Груевски обструираше. Груевски му извади картичката на председателот на Собранието. И не беше исфрлен при тоа. Не беше исфрлен, ние се однесуваме сепак со едно ниво и на елементарна, би рекол, поеќина политичка култура, како пратеници. Независно од нивната обструкција, тропање, лонци и така натаму, ние ги ставивме слушалките на уши и одехме амандман по амандман. Но кога сватив дека тие и тоа може да го направат, веќе помислив дека Македонија влегува во нешто од кој што тешко може да излезе. Значи, ако посегнете вие со таков чин, вие сте подготвени на се. Дури мислам дека тој политички крвав понеделник може не е толку далеку кога и реално во животот ќе биде крвав. Не од страна на опозицијата, бидејќи ние и немаме тие инструменти, ние немаме полиција, немаме за себе насилници. Тие со насилство се обидува да направат демократија. Како што велат во наводници, тоа е за нив демократски чин, тогаш верувам дека се подготвени утре за било кое поинакво мислење или потек на опозицијата, дури да употребат сила. Тоа го покажа надвор од Собранието. Па знаете, за него кажуваат дека користи бајачки. Предпоставувам дека му дали некој таков совет. Кај нив нема ништо случајно. Тие сака да покажат моќ, сила, дека се непоколебливи во остварувањето на своите цели. Како што гледате, ќе ве потсетам, нешто слично се случуваше и со затварањето на А1. Тоа се случи пак пред Божич, кога странците не се тука. Значи има некоја символика во денот кој што тие се убедени дека им носи успех. Мислам дека веќе не е така. Само едно прашање. Ја значи оваа нација, каква е оваа ситуација? И натаму останува прашањето каква е оваа ситуација. Што ја мачи цела оваа нација? Дали е ова рација и дегенерација на нашата нација? Останете овде и сега на Бриф МК. Секогаш сме актуелни со случувањата. Следете не и на Facebook. Се гледаме.